Има промена во реториката на Европската Унија за некакво излезно решение и промена на заклучоците кои Советот на ЕУ наредната недела треба да ги изгласа за Македонија, тврди председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова. Точно е дека ние сме разговарале за излезни решенија, можеби некој не го гледа тоа, но јас мислам дека има промена во реториката на највисоките представници на Европската Унија во поглед на ова прашање, бидејќи не се работи само за еден преседан, се работи за приказна што ќе се повторува доколку во стартот не се најде решение. Председателката е на ставот дека вакви решенија постојат, иако некои би биле тешко изводливи, но сепак вели, одлуката дали тие ќе се прифатат не зависи од нас. Веќе споменував јас, иако знам дека е тоа точно, дека тешко може да се менува со трет протокол, втор протокол, но за почеток на преговорите се донесува за втората меѓувладина конференција, исто така и една изјава за отварање. Значи има можности, со интерпретација може. Јас мислам дека мора да ги тргнеме историјата, културата и јазикот од критериумите. Премиерот Христијан Мицкоски на партискиот конгрес потврди дека е подготвен да разговара, но под услов да се испочитуваат пресудите од Страсбург и да има нови заклучоци од Советот на ЕУ, како гаранција дека нема да има нови билатерални вета. На 16 декември во Брисел се очекува Советот на ЕУ да ги усвои заклучоците за проширувањето, преку кои ќе ја повикаат Македонија да ги спроведе уставните измени, а штом тоа е исполнето, без одложување и дополнителни политички одлуки, да свика меѓувладина конференција, а потоа и отварање на првиот преговарачки кластер.